Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Добар ден, почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје. Јас сум Марија Весова. Кога Софија вели македонскиот јазик е творба на Тито и Коминтерната и дека во Македонија се зборува на бугарски дијалект, кога Брисел не се впушта во одбрана на вистината за македонскиот јазичен и национален идентитет, како еден неизен поранешен германски дипломат во Скопје, покојниот Ханс Лотар Штепан, кој тоа го има сериозно офатено во книгата Македонскиот јазол. Тогаш, на непристојниот предлог на Бугарија за внес на бугарите во Уставот, а аминуван од Европската Унија, ке треба соодветно да и се одговори на Софија. Преку научната и интелектуална мисла за историјата на континуитетот на македонизмот, особено кога таквата дебата доаѓа од странски авторитети кои уште во 1890-та, 95-та на Македонија гледаат од перспектива различна од балканските националистички пропаганди. И кога нивните дела се сведоштва дека македонското прашање уште тогаш е предмет на сериозен научен и политички интерес во европските интелектуални кругови и дека таквите согледувања од европските научници, дипломати и публицисти се во едно исклучително чувствително историско време, но се многу смели и авангардни. Се чини дека никој разумен и длабоко умен не бега од критичко читање, од споредување на различни перспективи и нема проблем да покаже почит кон историските извори, ако тоа не се еднострани национални и националистички наративи. Но да се тврди дека Мисирков го создал македонскиот јазик и дека јазична сродност е исто со јазична идентичност, во најмала рака е дрскост, неукост и безобразие. Во наредните 50 минути ќе дебатираме со мојата гостинка, почитуваната професорка Елка Јачева Улчар од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов и би сакала да го изразам моето задоволство што сум поканета во предвечерието на одбележувањето на 35 годишнината од независна Македонија, да се најдам токму во Македонското радио, каде што во сега далечната 1991 година ги правев моите професионални почетоци во лекторското оделение при Македонското радио и го печев лекторскиот занает од моите повозрастни колеги, од кои еден дел денес се веќе не се меѓу нас, како што се Стефан Зиглин, Душко Апостоловски, Билјана Ивановска, Наде Манасиева и други, кои што на некој начин преку нивната обука ми го трасира патот кон откривање на нови светови во областа на науката за македонскиот јазик, македонистиката. Но веројатно и пред во 91-та година да дојдете во Македонското радио и да се опробате како лекторка. Воздухот во Македонското радио сте го почувствували и преку вашиот татко, бидејќи беше уредник, одговорен уредник на Македонско радио 2, на втората програма, и веројатно и тука додека работел вие сте биле дел и сте шетали и сте го почувствувале што значи тоа да се биде дел од една таква екипа каква што била Македонското радио, Радио Скопје во тие времиња. Па да, тоа е вистина така. Татко ми беше голем влюбеник во Македонија и тој кога почина пред 7 години беше на смртна постела, а јас требаше повторно да давам некакво интервју и тој ми рече оди и кажи се за Македонија. Велам, добро, јас ќе кажам се за Македонија, ама не знам колку ќе бидам послушана. Рече, умееш ти тоа да го правиш и јас верувам дека ќе го направиш најсоодветно. И еве од тогаш помина веќе 7 години и јас го исполнувам неговиот аманет. Елка, умеете тоа и затоа не ми е никаков страв или двојба како ќе тече денешниот разговор, нашето дебатирање, па дури и разменување на нешто што и немаме заеднички мислења, и тоа е здраво кога човек дури не се согласува за нешто, па ќе се согласи дека не се согласува и ќе го најде заедничкиот метерец, како што водата си го наоѓа секогаш патот. Јас го читав фелтонот во Нова Македонија, чиј потписник сте вие, тоа беше
доминатата недела во 7 продолженија. Фелтонот според насловите е структуриран вака: по францускиот предлог повторно се отвора прашањето за македонскиот јазик. Охрид и Преслав не се една традиција, туку две книжевни школи со различен историски развој. Македонската книжевна традиција не прекинала по Свети Климент, туку продолжува преку средниот век. 19 век не е почеток, туку продолжение на претходната јазична традиција. Мисирков не го создава македонскиот јазик, туку научно го формулира она што веќе историски постои. Македонскиот јазик не е сосаден со одлуките на Асном. Јазична сродност не значи јазична идентичност. Ова се всушност и вашите наслови од Фелтонот во секое едно продолжение, каде што се фокусирате токму така како што избравте и да ви биде насловот. Овој Фелтон не е политички памфлет. Тоа долго време го гледав и размислував што сака Елка да каже во овие продолженија, туку еден обид научната аргументација да стане дел од јавната дебата за едно прашање што често се третира исклучиво низ политичката призма, прашањето за јазикот. Јас така го видов, а вие ќе ми кажете која ви беше идејата за овие продолженија во вашиот Фелтон. Кога го читав, добив впечаток дека Фелтонот е историја на континуитетот на македонскиот јазик, а не историја на македонскиот јазик. Грешам ли некаде? Па видете, јас на овој Фелтон во 7 продолженија му предходеше еден друг, кој одеше во 2 продолженија и носеше наслов за историскиот развој на македонскиот јазик, исто така беше објавен во весникот Нова Македонија. Го направив тоа сосема спонтано, затоа што јас по објавувањето на овој претходен Фелтон, тие 2 продолженија ги објавував и кај мене на мојата Facebook страница и видов дека има... Кој што само ве прекинувам да кажам, е една одлична платформа кај што секој што љуби да слушне нешто повеќе информации за македонскиот јазик, за националниот идентитет, таму може да копа и може да биде инспирација за разговорот како и сега, што впрочем е тоа нашиот разговор. Да, и како ги објавив тие 2 дела, видов дека постои голем интерес кај македонецот за овие прашања, кои што за жал во нашиот образовен систем воопшто ги нема. Овие 35 години има во многу елементарна форма информации кои што нашите деца мислам дека не ги паметат, не им оставаат некој голем впечаток и затоа мислам дека ние во оваа смисла како општество мислам дека направивме многу малку. Овие сознанија за историјата на Македонија и за историјата на македонскиот јазик се разбира во една попопуларна форма, во една форма која што ќе биде приспособена кон возраста на децата да влезат во наставните програми и во учебниците на децата. И се плашам дека сега во овој момент кога ги имаме сите тие услови кои што не ги наметнува нашиот источен сосед за влез во Европската Унија, дека всушност сме задоцниле и дека сме изгубиле драгоцено време, дека не сме ја направиле реформата во нашиот образовен систем, особено мислам тука кога велам реформа, пред се мислам на реформата во однос на наставата по предметот македонски јазик и на наставата по предметот историја. Вие во еден неврзан разговор ми спомнавте дека практично сме ги испуштиле уздите од раце кога се осамостоивме како држава, сметајќи дека туку така ова прашање за македонизмот, за јазикот, за историјата само од себе би се решило и не би било никаква пречка понатаму, ама се испостави дека после толку децении, токму тоа што било долго време можеби ставано во некоја фаза на кибернација, сега ни излегува така како слон од излог. Па видете, Марија, ние сме тука некаде генерацијски, нели? Ние во бившата федерална формација, ние не знаевме колку всушност непријатели имаме околу нас. И колку кај нашите суседи не престанале апетитите за Македонија. Еве,
Исправете ме ако грешам. Може би само било добро фризирано да не се фокусираат граѓаните на тој проблем што постои од секогаш. Јас како кирка или на човек кој реков дека беше голем влюбевник и голем познавач на историјата на Македонија и на македонскиот јазик, постојано слушав од него дека Македонија е јаболко на раздорот на Балканот, дека нашите соседи имаат незаситени апетити кон Македонија. Никогаш не верував дека е татко ми во право. И имавме жестоки расправи во смисла дека јас тогаш на млада возраст сметав дека Македонија не може да биде загрозена, Македонија дека ние ова се што го имаме е толку на една здрава и цврста основа и дека тука веќе на сите наоколу им е јасно дека е Македонија независна, способна, стегната и стокмена држава со цврсти национални символи. И сега од оваа перспектива одеднаш по осамостојувањето, кога нашите соседи од југ се освистија дека веќе не граничат со Југославија, туку со Македонија, нашиот источен сосед ја призна државата, а не и народот, не и јазикот. Јас тогаш станав свесна, всушност, дека ние имаме голем проблем. И сега од оваа перспектива, што возрастната Елка би му кажала на тоа девојче Елка пред 30-40 години за наивноста и верувањето дека сме обкружени со френдли соседи? Кога би била свесна пред 35 години за ова што денес не се случува, веројатно не би, народски кажано, не би спиела, не само јас, туку и сите наши современици не би спиеле на тоа уво дека идентитетските прашања се затворена тема за нашите соседи. И веројатно ќе направев да бев некаков политички... Била со овој ум сега тогаш. Политички фактор, веројатно ќе направев некаква цврста национална стратегија, ќе зацртав црвени линии преку кои не се може. И за тие црвени линии не ќе дозволев никогаш да решава ниту една политичка партија, ниту еден политички субјект во Македонија. Туку субјект на решавање на овие прашања ќе биде македонската наука и македонскиот народ. Има една реченица, сум ја сретнала многу одамна, вика: незадоволството помеѓу политичарите или неслогата меѓу политичарите се гледа, дури и химни се пеат. Таа црвена линија национална не е еднаш во собранието, како највисок законодавен дом кај што се носат законите, е на некој начин создадена и изгласана, меѓутоа ние имаме после тоа проблем со тоа како ќе го операционализираме на дело. Затоа што повеќе од еднаш се зборувало за национално обединување на сите фактори политички, така да тоа ние гледаме сега во реал политиката дека не е така. Дека додека едни предупредуваат за опасноста што ни престои, сега на патот уште не отпочнат, патот кон Европската Унија, уште не се отворени преговорите, имаме други политички субјекти во државата кои што не убедуваат дека тоа не е така, дека националниот идентитет, јазикот македонски е толку цврсто бетониран што никој не може да го руши тоа. Знаете што, сега знам дека после овој мој исказ ќе бидам искритикувана, но со сета одговорност и со сета почит кон исклучоците, но имам чувство дека македонските политичари недоволно ја познаваат Македонија и нејзината историја. А не познавајќи ги нив, не се познаваат ни себе си. И не можат, не познавајќи ја македонската историја, не можат да ја креираат и да го трасираат патот на Македонија во иднината. На ова прашање би сакала да ви раскажам една случка од моето учество на една од конференциите на УНГЕГЕН, која што е подкомисија во рамките на Обединетите нации и на која што првпат бев поканета преку Македонската академија, односно нашата Македонска академија, добила писмо од Виена за да испратат еден ономастичар кој ќе учествува на таа подкомисија. Тоа е 2007 година. Таа подкомисија УНГЕГЕН представува акроним од англискиот назив на подкомисијата United Nation Group of Experts for Geographical Names.
И таа комисија всушност да се идава околу топонимите, главно зборува за топонимите и за нивното пренесување на географските карти. Тоа е главната работа, но покрај се зборува таа комисија се занимаваше и со нашето прашање за името, со името Македонија, и тоа практично долгогодишниот претседател на таа комисија, еден професор од универзитетот, на Израелскиот универзитет, Нафтали Кадмон, беше човекот кој всушност го брифираше во на време преговарачот за името Митјо Немец. И јас на таа конференција отидов со еден реферат кој имаше сосема невин наслов, а се однесуваше на топонимите како дел од културното наследство на Република Македонија, при што организаторот ми го преиначи во културно наследство на фирма Седонија, затоа што така под таа одредница бевме влезени во Обединетите нации. И по мојот реферат, значи на таа сесија на која што јас учествував, се прочита некој 5-6 реферати и по ниеден реферат не се дискутираше, освен по мојот реферат, кој беше во однос на научна аргументираност, беше сосема во ред, не имаше тука ништо спорно, но Нафтали Кадмон, токму овој професор, го интересираше каков е ставот на нашата земја во однос на името. Јас на тоа одговорив дека ние сме во предизборие, оваа конференција се случуваше веднаш по одбивањето за влез на Македонија во НАТО. Во Букурешт беше тоа. И велам дека ние сме во предизборие, реков дека се очекуваат наскоро избори во нашата земја и дека во зависност од тоа која политичка опција ќе победи, така ќе се решава името. На што најдов насмеа во целата сала и потоа, кога разговарав со некој од колегите таму присутни од другите земји, мислам дека тоа беа од Словенија, од нив добив одговор кога ги прашав зошто им беше толку смешно. Тие ми одговорија дека ниту една сериозна држава на светот такво значајно прашање за нацијата и за државата не може да биде одлука на една политичка партија. И тогаш всушност станав свесна колку ние не ги исполнуваме работите, не ги креира нашата политика во перспектива работите што требало да ги заврши уште во самото основање на независна Македонија. По тоа што филтонот во првото предложение ви почнува со францускиот предлог, од каде што вие одбравте почетокот на филтонот да го именувате, се поставува прашањето дека после 4 години од францускиот предлог ние повторно се враќаме на прашањето на јазикот. Дали тоа политиката ја презема улогата на науката, каде завршува, каде треба да заврши дипломатијата, а каде треба да почне научната вистина, како ментор на политиката? За жал, ова го имам кажано уште пред 10 години, исто така во едно интервју за еден весник. Помина тоа време кога науката, односно политиката, истоеше простум на науката. Кога било тоа време? Тоа време јас исто така не бев свесна за тоа. Ние го дознав од еден од најдолгогодишниот и еден од најстарите наши македонисти, инаку човекот од кој учевме, учев јас ономастика македонска, почина пред некоја година во време на короната. Станува збор за нашиот истакнат ономастичар Трајко Стаматовски, кој во времето на своето директорување некаде 1970 и некоја година ми кажува дека во Институтот за македонски јазик се направила една манифестација, едно чествување на 30 и одбележување на 30 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик. И на таа манифестација се собрал целиот тогашен политички врв на Социјалистичка република Македонија во канцеларијата на Трајко Стаматовски, така една голема канцеларија како ваше во студио. И вели се собраа сите, разговараме, зборуваме и одеднаш на вратата влегува, си се појавува Блаже Конески. Вели во истиот момент сите се исправаат на нозе и почнуваат да му аплаудираат на Блаже и му аплаудираат 5 минути.
Блаже Велика, кој што беше скромен, му стана непријатно, со што го заслужил тој долг аплауз. Ние денес имаме сосема обратна ситуација. Имам чувство дека нашите политичари воопшто не ја консултираат нашата наука, а ние во земјава имаме 5 институти национални кои што се занимаваат со македонски прашања. Дали од областа на јазикот, дали од областа на литературата, на историјата, на фолклорот, на старословенскиот јазик. И кога малку повеќе би разговарале со нас, мислам дека на сите тие нивни дипломатски средби со представниците од соседните земји би излегле многу поподготвени за да одговорат на сите оние прашања кои што таму им се поставуваат. Еднаш ми рековте дека токму Бугарија има една таква стратегија што ние овде би требало да ја пресликаме во Македонија, како таа инвестира во научната мисла таму, како ги збира таму во што се вели во овалниот кабинет и го слуша нивниот став во фалсификување на фактите за Македонија и сопствените факти. И сега пак ќе се вратиме на она што го реков претходно. Ние сите бевме потпрени на тоа дека се е решено во врска со нашите национални прашања. Јас прв пат се соочив со тоа дека не е баш така, кога по дипломирањето се најдов сосема случајно на една конференција на која што требаше да замине во Бугарија, во Пловдив, требаше да замине мојата тогашна менторка доктор Вангелија Десподова и наместо неа заминав јас на таа конференција во Бугарија. По мојот реферат, кој го прочитав таму, беше нешто од историјата на македонскиот јазик, никој не дискутираше по рефератот, сите колеги таму од бугарска страна, јас бев единствената македонка, сите го почнаа да го поставуваат прашањето како да не сум присутна во салата, на следниот конгрес славистички кој требаше да се одржи во Братислава 93-та година, дали ќе се дозволи на македонската делегација да настапува на македонски јазик. Јас тогаш остана во чудо, не можев ни да поверувам дека некој на крајот од 20-тиот век, дека при постоење во тоа време 40 години македонска држава, дека некој го проблематизира македонскиот јазик. Значи, ние тоа немавме тука представа, никој не знаевме што се случува. Потоа, подоцна јас, кај мене тогаш млада бев 25 години, почнав да трагам и да барам по книги за да дознаам дека околу македонскиот јазик на тие славистички конгреси уште многу одамна се кршело копието меѓу бугарската и македонската лингвистика, а особено од кога застанува на чело на бугарската држава Тодор Живков. И сега избегав од одговорот на прашањето. Бугарската држава многу инвестира затоа што таа треба да докаже фалсификат. И многу инвестира и во научни истражувања, и во теренски истражувања. Значи, како никогаш досега, бугарските научници хараат на наша јазична почва. Сакате на гора во Косово, сакате во Албанија. Во Егејска Македонија. Па и во Егејска Македонија. Но таму се попредпазливи, иако на сите карти нивни диалектолошки ги шрафираат егејските говори. Сум гледала подкасти на Костадинов, на бугарскиот поранешниот европратеник, неговите истражувања од таму, па и песни земени од Егејска Македонија преработени во бугарска. Тоа е едно што инвестираат, друго, за разлика од нас македонците, имаат отворено лекторати, ми се чини низ целиот свет. И нивните лектори, за разлика од нашите лектори, одат со многу солидни плати да работат за нивната кауза. Во овој контекст се сетив на една работа уште на време децени наназад, кога сме оделе на зимување во некој од бугарските туристички центри зимски, и за кога ќе седнеме во ресторан и слушаме познат мелос
го идентификуваме дека е тоа всушност македонски мелос, меѓутоа зборовите не се македонски, бугарски, и ми било тогаш чудно се како може они да преработуваат македонска музика во нивен текст, и потоа тоа што ми било чудно, со текот на годините веќе не ми беше чудно. И така, значи, таа генеза, тие темелно, стратешки тоа го прават, за еден ден да кажат како што сега прават пред Брисел, кој се Македонија, таму се само, нели, недоосвестени бугари, и се што е таму слушаме на диалект бугарски и така натаму. И сега, од една страна, ајде зборуваме дека политиката тука, сметате дека 35 години наназад требало нешто да доодработи што не било. Меѓутоа, дали македонската научна јавност доволно ги представува овие аргументи за документите кои се најсилните научни аргументи за македонскиот идентитет и јазик пред европските институции? Јас мислам дека не само пред европските институции, македонската наука не ги представува доволно ни пред македонската јавност, ако сакате. Ние сме една од ретките земји во регионов, нема да одам подалеку, кои што нашите научни книги не ги објавува преку Министерството за образование и наука, како што е тоа во другите центри, во Белград, Загреб, Љубљана. Туку одиме на годишен конкурс да објавуваме при Министерството за култура, каде што всушност знаеме какви книги се објавуваат. Значи, не би требало тука да се објавуваат. Преку таа поддршка ние не би требало како научници да им го земаме денарот на културните работници, на уметниците, на нашите писатели и поети. Тој буџет што го издвојува на годишниот конкурс Министерството за култура треба да оди за култура, културни настани, така но не за наука. Добро, но науката треба тука да се ги расшири чекмечињата и да ги мотивира. Тоа е едната работа, другата работа е тоа што многу малку се зборува и многу малку се работи на планот на представувањето на македонската историја. Сметам дека треба и во медиумите да се направат такви проекти кои што од најмала возраст ќе ги учат младите македонци на својата историја, на својата литература, на својот фолклор. За да се запознаат подобро, да се ја запознаат подобро татковината и за да ја чувствуваат повеќе како своја. Но како тоа би се направило, еве сега кога нели функционира таа заедничка мешовита комисија за историја меѓу двете држави, кога го имам чувството дека ние некако треба да им се допаднеме на членовите од комисијата од бугарска страна и малтене во светот на историјата, во историските читанки, треба да ги навикнуваме нашите деца додат онака кроце за да не сгазат на минско поле. Видете, за работата на тие комисии ние многу малку знаеме. Ние за едната комисија, да кажеме, ова со грчката комисија, ние не знаеме ни кој членува. За ова барем знаеме кои се таму, кои се луѓето таму. Мислам дека тоа сепак не е прашање на комисии. Не е тоа прашање на луѓе, на поединци кои ќе ги решаваат овие прашања. Кажав и пред малку. Тоа е прашање на целокупната наука, на стратегиска одлука и на македонскиот народ. Зошто не се тие комисии, ако македонскиот народ тука е занимарен? Има еден виц кој што кружи меѓу политичарите, вели ако сакате некоја работа да остане незавршена, направите комисии и работите ќе исчезнат сами од себе без да имаат крај. Дали ќе исчезнат или ќе заkomplицираат? Не ќе исчезнат работите заради кои што тргнала комисијата да постои. Да. Ми се виде многу силна порака една ваша мисла во филтонот, во второто продолжение, каде што велите јазикот е паметење. Како да сакате, имам чувство да ја поместите расправата од дневната политика кон историскиот континуитет. Па да, затоа што кога би го знаеле нашите политичари историскиот континуитет на македонскиот јазик, мислам дека воопшто не ќе се согласеа да се потпише она, како беше, еднострана, двустрана изјава, како беше, веќе не знам како. И протоколите, мислите за протоколите? Па да, во која што всушност, со кое што ние потпишавме всушност дека македонскиот јазик запира на државните граници на Македонија.
Значи, ние прво просторно го ограничивме, а потоа и временски го ограничивме и рековме, овој јазик почна, рековме, Затоа, ни беше предложено да македонската подпишеме. држава треба да му заблагодари на поранешниот министер за дипломатија Бујар Османи. Да, истиот оној што, видовме додека беше на функција, видовме како со автомобил оди по скопските улици за да ги проверува институциите дали се напишани на двата јазика. Но кога се работи за тук јазик, кој не го чувствуваме како свој, тогаш со него можеме да правиме што сакаме и да се согласиме дека нашиот јазик го има својот историски развој со почеток во 1945 година и еве сега повторно доаѓаме на тоа Или зошто според го некој дека е напишав тој аздомски фејлтон. јазик. Го напишав тој фејлтон за да се види дека е нашиот континуитет многу подолг, 10 векове, а не ни 10 децени, како што ни пласира. Во тој дел контекст, вашата главна теза е дека Охридската и Преславската книжевна школа не се една и иста традиција, туку два различни духовни книжевни центри кои се развивале во различни услови и оставиле различни културни траги. Зошто денес е многу важно да се прави таа разлика меѓу тие две школи? И кој тоа не сака? Не знам дали не сакаат, мислам дека не знаат. Ако тргнеме Мислам дека по не знаат, а ова што го континуитетот. не сум го кажала јас, ова го има кажано еден француски старословенист. Внимавајте, старословенист, оти за целиот славистички свет, тој јазик на кој браќите Кирил и Методи ги направиле првите преводи на светите книги, за цел славистички свет тоа е старословенски јазик, но само за бугарите тоа е старобугарски јазик. Значи, Андре Вајан, проучувајќи ги, се наоѓа тука, во Македонија, како учесник во Првата светска војна и си прави научни теренски истражувања заедно со уште еден Андре Мазон. И доаѓа до констатација дека разликите меѓу македонската варијанта, црковнословенска, и бугарската варијанта не се драстични, но се видливи уште во 9 век. И вели дека додека во Преслав главно писмо е кирилицата, во Охридскиот книжевен круг главно писмо е глаголицата и најстарите евангелија кои потекнуваат од 11 век се од Охридската книжевна школа, напишани на глаголица, тоа се 3 евангелија, Асеманово, Мариинско и Зогревско евангелија, и не се разликуваат, овие два книжевни центра само по употребата на писмото, туку се разликуваат исто така и по тоа што Охридската книжевна школа држи по архаични јазични црти, поверна е до она што го зацртале Кирил и Методи, за разлика од Преславската книжевна школа, каде што има поголеми иновации јазични. Значи, таа оделе во две насоки оделе. Сега, сосема друго е прашањето што од страна на Бугарија и бугарската лингвистика и наука за јазикот Охридската книжевна школа си ја присвојуваат. За прашање за $1.000.000 за Софија и Брисел. Може ли еден народ да има заедничко словенско потекло со друг народ, а сепак да има свој јазик? И дали токму науката покажува дека заедничкиот корен никогаш не значи дека гранките се исти? Како што сака Бугарија да покаже. Дека сме ние изнедрени од едно исто, идентично. Не, мислам, ние знаеме колку словенски јазици знае. Ама ние знаеме, самите велите дека Бугарија со својата стратегија на фалсификување. Руски јазик, полски јазик, чешки јазик. Само се проблематизира посебноста на бугарскиот и на македонскиот јазик, кој, јас себе направив една студија, кој покажува големи разлики, Тие се, двата јазика се аналитички јазици, за разлика од другите словенски јазици кои чуваат падежна деклинација. Но двата јазика се наоѓаат во тој така наречен Балкански јазичен сојуз заедно со другите несловенски јазици, како што е албанскиот, грчкиот, турскиот, романскиот. Разликата меѓу нив е
и по дијалектната основа. Видете, речиси овие што се изнедри од српско-хрватскиот јазик, посебен или сега имаме со посебен српски, посебен хрватски, посебен босански, посебен црногорски, сите тие имаат една јазична нишка. Една јазична база, дијалектна. Ние со бугарскиот имаме различна дијалектна база. Нашата дијалектна база на македонскиот јазик е се централните говори македонски. На потегот Велес, Прилеп, Битола. Охрид кај Крсте Мисирково за македонските работи е охридскиот говор, но не како дел од централните говори, туку како желба на Крсте Мисирков да се зачува некако континуитетот со охридската книжевна школа, па затоа тука го вметнува и Охрид. Кај бугарите дијалектната база е околу Софија. Потоа имаме различен правопис. А да не ви кажувам на синтаксичко ниво колку разлики има и колку разлики има дури и во глаголскиот систем. Нашиот е многу поразгранет, многу пораскошен, затоа што сите тие се должат на меѓусебното јазично испреплетување што го имале македонците, особено во југозападот на Македонија, каде што бил најсилен контактот меѓу влашкото, албанското, грчкото население, па и турското. И од тука некои иновации кои што во јазикот ги има македонскиот јазик воопшто не стасале до Бугарија. Останале тука. Како тогаш тоа што е многу јасно во филата на лингвистите, така мазно поминува во Европската комисија, да речеме во Европскиот парламент? Тоа не знам, јас не сум политичар, не знам како поминува. А добро и како гледач, како слушател, како граѓанин. Не е доволно представено. Не е доволно представено, не е прикажано. Па не, бугарските европратедници таму држат говор во докажување дека македонскиот јазик или е некој измелезен српски јазик, или е дијалект на нивниот бугарски јазик. И никој од присутните нивни колеги во Европскиот парламент да излегол да го демантира тоа и видите, ние не им даде до знаење. Според мене ние не можеме да очекуваме од европските политичари да ги знаат нашите лингвистички проблеми или па добро, кога веќе се мешаат во кога се мешаат на прашањето на внесот на бугарите во уставот, така кога се мешаат во едно многу важно прашање за Македонија како услов да се почнат преговорите, тогаш тоа треба да им биде абсолвирано и антиципирано како сознание. Јас сум еден можеби од ретките луѓе, вака нескромно да кажам за себе, кои вината попрво ја бара кај себе отколку кај другите. И затоа во оваа смисла ќе ве прашам јас сега вас, дали ние некогаш седнавме и направивме така како што тие направија еден памфлет. Не, јас не велам дека треба да направиме памфлет. Туку дали ние издадовме една книшка, како што направија бугарите, за нашиот јазик. Во кое се ова што го зборувам јас и не само јас и моите колеги, и оно што го сработиле моите колеги, и моите предходници, и моите современици, ќе им го изложиме, ќе им го преведеме на англиски јазик, па ќе им го сервираме во Брисел. Како една буквица. Дали направивме такво нешто? Дали некој побара од овие 5 научни институти кои ви ги спомнувам за цело време, побара такво нешто да се направи во корист на државата. Научно фундирано. Не како нивната книга што е издадоа за езика на Република Северна Македонија, во која што изнакажа 350 глупости, меѓу другото дека сите што се презиваат на ов се бугари, без да имаат предвид дека на ова имаме од Русија до Словачка, до Чешка, до Војводина. Тоа е една од глупостите што ми тикнува, или дека како најпознат писател, автор од Македонија, беше спомнат еден наш современик, Младен Србиновски, кој што живее и одработува за Бугарија во Бугарија. Значи го немате Славко Јаневски, го немате Блажа Коневски, го немате Мате Аматевски, Петре Андреевски, Анте Поповски и така натаму, туку најпознатиот бил Младен Србиновски. Не, јас предлагам
и предлагам на македонската власт да инвестира во една ваква книга која што ќе биде на научна основа, но напишана со научна апаратура, но не со научен јазик, популарно, за да им се представи проблемот со македонскиот јазик и да им се представат нивните луѓе, европејците, кои што уште пред 100 и кусур години се залагале и зборувале за посебноста на македонскиот јазик. Сега кога ми спомнавте уште пред 100 и кусур години кој се зборувал за посебноста на македонскиот јазик, сакам да ви изведам и тоа купајки кај вас во вашиот социјален медиум еден текст кој што вие сте го добили благодарејќи на пријател во Грција, така чинам, да. а еден текст, објавен новинарски текст во грчки весник, се вика Емброс. Зашо не го знам името? Затоа од едноставна причина, зашто тој функционирал во 1905 година. Така. Таму има еден текст во кој што се вели дека во 1905 во Македонија од страна на македонската организација била формирана комисија од 7 лингвисти со задача да подготви граматика на македонскиот јазик како посебен јазик различен од српскиот и од бугарскиот. Ова е суштината на тој репортерски текст објавен на првата страница од спомнатиот грчки весник на 11 јули 1905. Насловот е Словенство и империализам, создавање македонски јазик. А назнаката е од нашиот дописник од Виена, кој пак на 7 јули пренел телеграфски текст вест од Виенски весник Нов Слободен прес, испратен тој текстот од дописникот Белград. Да. Е сега, грчкиот што ми падна чудно, грчкиот дописник пак ќе прокоментира дека оваа вест за задачата за подготовка на граматиката на македонски јазик веројатно потекнува од Софија, иако Бугарија сакала да биде дискретна, за тоа за не се види дека таа практично оваа вест ја лиферува и ја пушти. Што може да се чита, иако овој текст е отворено непријателски настроен кон македонската национална идеја, пежоративен е, сарказам има во незе. Што може да се чита од еден ваков текст што го откривте и зошто е значаен како научник? Што може да расветли тој текст? Па тој текст зборува за тоа дека нашиот јазик не е од 45-та година. Значи, идеја за посебноста на јазикот покренели ова дека ја објави во 903 година. Крстен Мисирков за македонските работи, во кој што ја истакнува таа идеја за посебноста на македонскиот јазик и тој таа ја пишува на тој јазик кој всушност не е неговиот роден говор, тој е роден во Ениче Вардарско, во Постол. А тоа влегува во оние говори, да речам, лично зборуваат таму како нашиве во Гевгелија. Но тој но го прави, значи, ја пишува книгата на тој јазик што смета дека треба да биде стандарден македонски јазик и тоа се сопаѓа. Што не го создал тој, како што многумина, туку само го пренесува континуитетот на веќе што постоело нешто. Тој го базира, тој негов говорот во употребен за македонските работи, го базира всушност врз говорите кои што вели дека треба да се најдат во стандардот, меѓу кои е и покрај Велишкиот и Прилипскиот е и битолскиот говор, кој па подоцна ќе се најде како основа за македонскиот јазик во абецедарот од 1925 година. И ова е многу добро сведоштво, но сега останува на историчарите да истражат. Зборуваме за грчкиот весник и за текстот во весникот, каде што вели дека во тој весник се вели дека 7 лингвисти сакаат да прават учебник. Па се прашува авторот кој се тие 7, од кај се? Така иронизира дека нема 7 македонци. Не, треба да се знае дека уште во 1902 година во Санкт Петербург е формирано македонското литературно другарство, кое што исто така зборува
за посебен македонски јазик и кој што практично представува никулец на нашата академија македонска на науки и всушност таа уметности. македонска организација, но поинаку преименувана, за кој што се зборува во грчкиот весник, во текстот не во... Тоа не би знаела, тоа треба да го истражат историчарите. По она што јас прочепкав по интернет, се разбира, сметам дека еден од тие сигурно е Димитрија Чуповски, кој во тоа време, во пролетта 905-та, 3 месеци поминува во Битола и Битолско. Мислам дека едниот од нив е Димитрија Чуповски, другиот кој не е во тоа време туку е во Одеса, е Крсте Мисирков, но тие двајцата сметам дека соработувале и дека тие се луѓето, сметам дека за овие 7 се кријат луѓе кои што биле потпишани на тоа македонско литературно другарство. И зошто толку фокус е посветено и во овој весник грчки, а потоа нели во Виенскиот весник, на ова прашање, иако нели било пежорвативно, саркастично, зошто толку простор им посветиле? Па тоа покажува дека всушност биле исплашени. И едните и другите, и бугарите и грците, од постоење на посебен македонски јазик, кој пак грците потоа во една друга моја објава се обидуваат да исто од 907 година, значи 2 години подоцна, беше кон книгата Прилози кон двојазичноста на македонците, македонскиот јазик да му дадат некакви генетска поврзаност со старогрчкиот, што е апсолутен нонсенс и ненаучно, апсолутно не фундирано и неприфатливо, но од друга страна пак таа книга од 907 година која што носи наслов за двојазичноста, подсетете ме како беше. Прилози кон двојазичноста на македонците. Во Атина објавена. Да, од поранешен директор на гимназија во Битола. Битолска гимназија, кој веројатно го знаел македонскиот и бил грчки воспитаник, па го знаел и грчкиот, се разбира, но вели дека оваа книга дава драгоцен материјал на 350 страници, драгоцен материјал од бидејќи е даден речник во книгата, покренили опис на јазикот, каков е, фонетски описи, морфолошки, синтаксички, така натаму. На крај дава еден речник паралелен меѓу грчки лексеми и македонски лексеми и ние преку тоа всушност можеме да ја следиме, дава драгоцен придонес и кон историјата на македонскиот јазик и кон историската диалектологија, зашто ние многу малку имаме печатен материјал од тоа време за да видиме како звучал македонскиот во почетокот на 20 век. За науката и ваквите пропагандни материјали се извор на истражување, нешто што ќе ве однесе до вистината. Да речеме, како тоа едни од интелектуалците европски што во 19 век исто така зборувале за македонското прашање, како еден фокус на таа интелектуална елита во Европа, се и двајца австро-унгарци, кои што се обиделе уште во 1890-та, 1895-та, двајца се нели, да дури да анализираат и да пишуваат своји трудови и книги за македонскиот јазик, за македонското прашање и за да покажат дека македонското прашање го третираат тие како надвор од тие балкански националистички шеми или пак рамки во кои што е сведен овој јазик до тогаш, кој што во тие кругови за нив е многу јасно дека е различен од бугарскиот, од српскиот јазик. Па едниот од нив ја држи бугарската страна, но Хрон вели дека е... Едниот е Хрон, Карл Хрон, кој што ја напишал Народноста на македонските словени, а вториот е Рихард фон Мах, македонското прашање, тој тегне на другата страна. Рихард фон Мах ја држи бугарската страна,
Карл Хрон зборува за посебноста на македонскиот јазик. Треба сепак овде да истакнам дека ние кога зборуваме за бугари и македонци во 19 век, тргнуваме од денешниот дискурс и од денешниот агол на тоа што е за нации, да. Треба да се знае дека во 19 век идентитетите се многу флуидни и дека всушност под бугари најчесто се подразбира во која црква оди македонецот, па може да се нарече бугарин. А исто така може да се нарече бугарин и затоа што грците пак од друга страна се што е негрчко, се што е словенско го именуваат вулгарно. Вулгар, како вулгари ги нарекуваат. И затоа тука треба да се биде многу внимателен, но овие двајца воопшто не се единствени. Ние забораваме дека да кажеме првиот докторат е исто на Мазинг 1895 да. И ја прави испитува фонетски рефлексии на две прасловенски групи ТЈ и К и ТЈ и ДЈ врз основа на говорите од еден велишенец и еден охриѓанец, и тоа можеме да го сметаме за првиот докторат на македонски јазик. Од немакедонец. Од немакедонец можеме да. Келто-германец, така. Па тоа е од Естонија. Така, од Естонија. А потоа е напишано на германски јазик, е напишан тој докторат на германски јазик, еве например ни тој доскоро не беше преведен и публикуван. Мислам дека лани е преведен од некоја господја од Скопје, од германски на македонски јазик. Таков ограничен тираж до кој јас еве немам дојдено, посредно имам дојдено, но не можам да го најдам во книжарница. Се тоа бисери во науките кои што може да бидат многу податливи како антитеза за големо бугарските прашања во поглед на јазикот на кој што зборуваат македонците. Потоа да не го забораваме и Бодуен де Кортене, кој му е учител на овој Мазинг, па и на Крсте Мисирков. Значи, мислам дека ние треба час поскоро, ако не е веќе и задоцнето, да направиме една таква книжка, тоа го должиме на Македонија, и да ја објавиме покрај на македонски и на англиски и да ја моја понудиме на светот, пред се на европскиот свет. Професорке Улчар, овој разговор ја знаев дека ќе трае повеќе од 60 на минути, зашто просто едноставно не може човек како со секира да стави крај на еден разговор, бидејќи тој е основа за некои идни разговори на оваа тема која што е длабока и има многу штоф материјал да се зборува за неа. Јас овде ќе ви се заблагодарам на учеството, дека споделивте нешта работи кои што за голем дел од македонската јавност до тогаш не биле чуени и неразбрани. Секојаш сте добре дојдена и како поранешна лекторка во македонското радио, и како дел од една фамилија кој што тука, татко овде го вложил својот работен век, ама и како еве пријателка на македонците. Со својот македонизам, почитувани слушатели на македонското радио, Радио Скопје, ќе ви посакам убав ден. Јас сум Марија Весова, со професорката Елка Јачева-Улчар, со вас бевме па повеќе од 60 на минути. Тон мајстор на оваа емисија, колегата Тони Геговски, одговорна уредничка на првиот програмски сервис на Македонското радио, Радио Скопје, Снежана Димовска, генерален директор на Македонското радио и телевизија, Зоран Ристовски. Ви посакувам убав ден.